првоврховни апостоли ги нарекуваме, браќа и сестри, Петар и Павле, и тие го формиле нашиот идентитет, затоа што барем 20 векови се пренесува овој христијански идентитет на генерациите и стигнува до нас. И ние денеска имаме нешто што е дел од нашиот живот. Затоа што кој не натера да дојдеме овде денеска на Свети Петар и Павле во овој истоименит манастир и да учествуваме во богослужбата на овие првоврховни апостоли. Некако современо изгледа денеска се зборува за идентитетот. Гледате, идентитетот го спомнуваат дури на тој начин да го сместат само во јадењето. Дека познато е дека нашиот идентитет е гравче, тавче или пинџур или нешто друго. Други пак го сместуваат нашиот идентитет во оние борци за ослободување од турското робство. Меѓутоа, ниту едното, ниту другото не е погрешно. Затоа што човекот не е само еднообразно битие, туку е битие кое е составено од многу елементи. Многуте елементи, сигурно не можам да ги набројам, ама повеќе милиони или милиарди дури се, и сите го сочинуваат идентитетот на човекот. За нас, христијаните, најважно и првозначајно е што имаме идентитет во Христа Исуса. А тоа ни го пренесува овие првоврховни апостоли, Петар и Павле. Значи, не е тоа во бројот на идентитетите кои ги имаме. Се може да биде наш идентитет, почнувајќи од тоа кој не родил, нашите родители, па местото каде сме се родиле, па пријателите кои сме ги имале, па учителите кои сме ги имале во животот. Сите тие се идентитет. Ама кој е прв? Тоа е нешто за кое треба да се бориме, не за друго. Дали имаме идентитет во тавче, гравче, или имаме идентитет во Даме Груев, кој е од овде, од Смилево. Имаме идентитет во нешто што е прво за нас во животот, а тоа е верата христијанска. Ако немаме во верата христијанска, како да немаме во ништо? Ќе ми речете, па како? Луѓето што не веруваат, што се атеисти, немаат идентитет во ништо, и тие имаат некој прв идентитет, само што не им е христијанскиот идентитет. Сега, скоро, мислам, споменав една проповед и гледам многу гледа на интернет, а и кажи е велам на жената дека е втора љубена, а првото место го има Господ. Тешко, секој од нас, не само жената, секој од нас не сака да биде втора. Ама ако е верник, и ако тој во себе го има прво идентитетот Христо, тогаш тоа е важно дали е некој втор или некој трети или некој пети. Секој учествува со дел во нашиот идентитет, ама еден е прв, а тоа е Господ. Нему му служиме. Така не научи овие првоврховни апостоли. Може би го приметите тоа и во денешните посланија што ги читавме на вечерната. Свети Петар им вели на христијаните дека најважно е тоа. Се друго поминува и заминува. Секој друг идентитет, така наречен, кој луѓето го мислат дека е
првостепен, поминува и заминува. Ако не е подпрен во верата христијанска. Тоа е нешто што е суштински важно, да го имаме и тогаш нема да не вознемирува никака изјава, ниту од еден сосед, ниту од друг сосед, ниту оние кои доаѓаат од властите во оваа држава, затоа што ќе имаме стабилна подлога на потпора, ќе го имаме Господ. Така не научија овие првоврховни апостоли. И тогаш ништо нема да ни е другостепено важно. Она првостепеното ќе ни биде, а првостепеното е Господ Исус Христос. Кого го проповеда и на кого не научи овие првоврховни апостоли. И не вчера, и не завчера, туку не научија 20 века уназад. Тој идентитет кој го градеа нашите предходници, едни преку други, преку трети, како се пренесуваше гласот, како се пренесуваше верата, стигна до нас. И ние денеска веруваме со права вера и таа ни е прва во идентитетот. Ако не ни е прва, џаба ни е. Ако е втора, само се губиме. А камоли ако е таму на средина, а камоли ако е последна. Кај колку луѓе верата е последна, тогаш никакво значење нема верата ако не е прва. Значи, во целиот живот правиме хиерархија на тие вредности кои даваат идентитет. Така не научи апостолите, прворховните, Петар и Павле, за се во животот да даваме вредности. Тие вредности ни даваат смисла на животот. Знаеме и зошто постоиме, знаеме и зошто ќе постојат нашите идни генерации. Идентитетот, ако, земете го националниот идентитет. Националниот идентитет ако е прв. А да се разликуваме во верата, како што има, да речеме, македонци муслимани. Како можеме ние да се соединиме, ќе речи човек, кога тие свинско не јадат? Како ќе ги поканиме на ручака свинско не јадат? А гледате колку е тоа значајно. Идентитет е тоа дали јадиш свинско или не јадиш свинско. Значи, толку е богата темата за идентитетот, што многу ја осиромашуваме кога ја сведуваме на национален идентитет или пак на она што го јаде човекот, на тавче, граче и на пинџу. Првозначајна е верата во идентитетот на човека, на било кој човек. Тој нека и атеист, за себе нека вели атеист, ама на прво место го става атеизмот. Значи верата негова е првозначајна. Друго, која смисла има и какво значење има? Друго, дали човек има некаков идентитет? Како да нема идентитет без вера? Ова не би требало да го сотат како навреда оние луѓе кои се атеисти или неверници, или не го кажувам за тоа да ги навредам, туку кажувам за да имаме вредности во животот. Тие вредности ја прават човечноста наша. Ако немаме вредности, ние ќе бидеме како тревата полска која се коси на секој месец и се фрла во оган, што вели Евангелијата. Затоа, браќа и сестри, да се трудиме постојано да бидеме луѓе кои имаат вредности во животот. Вредностите не прават да бидеме различни и еден од друг. И меѓусебно, значи, и да бидеме прави личности. Господ нека ни даде помолиците на овие првоврховни апостоли, Петар и Павле, сили и нека ни даде
благослов да можеме да се справиме со сите тешкоти во овој живот, кои секој од нас ги има. Нема таков човек што нема тешкоти и што нема проблеми. Ама Господ да биде со нас, со сите вас и да ви помага и да ве чува во сите дни на вашиот живот. Амин.